Во продолжение во емисијата Слободен печат ќе зборуваме за последните активности кои што ги има СОС Детското село со цел да допре до децата на кои што им е потребна родителска љубов, но пред се грижа и нега, со посебен акцент на децата со попреченост. По тој повод, чест и задоволство ми е што нагости во нашата програма ги имаме Валентина Димовска и Атина Тасовска. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Да започнеме со 3 декември, денот кога се одбележува Интернационалниот ден на лицата со попреченост. На кој начин оваа година беше одбележан во организација на СОС Детското село? Па во организација на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства во рамките на СОС Детско село, на 3 декември организиравме настан каде што сакавме на некој начин да го подигнеме гласот за децата со попреченост и секако за згрижувачите, за специјализираните згрижувачи кои што водат грижа за тие деца. Настанот беше организиран со поддршка на општината Газибава, каде што беа сите згрижувачи кои што се дел од нашиот, каде што ние ги поддржуваме како Центар за поддршка на згрижувачки семејства, и она што посебно беше значено за нас е што на нашите згрижувачи кои што водат грижа за за децата со попреченост им дадовме, ги уваживме, им дадовме плакети за нивниот допринос кои што го прават за децата кои што се згрижени во нивните семејства. И мотивација, предпоставувам, и за другите луѓе да се инспирираат да го прават тоа што овие луѓе го прават. Да, секако заради тоа што сите згрижувачи, специјализирани згрижувачи едноставно зборуваа за како они го живеат своето секојдневие. Некои од нашите згрижувачи како Марика, Лела водат грижа за деца со попреченост од 20 и 15 години, каде што кај Лела нашето детенце е донесено на 2 месеци, а сега е девојка од 15 години. И она што ни го кажува уствари како е таа поврзаност на самите згрижувачи со тие деца, па секако и на средината во која што они функционираат и навистина зборуваа за нивната љубов и колку они враќаат љубов, а ниту еднаш не беше спомнато што е она што со кој што се соочуваат, затоа што секако дека имаат и предизвици во грижата за децата со попреченост. Повод и причина за тоа што сте ова утро овде е тоа што оваа година креирате на посебна методологија за едукација за специјализирана грижа за деца со попреченост. Во неколку наврати, Атина, вие го споменавте специјализирани згрижувачи, во понатамошниот разговор ќе го појасниме тоа на гледачите, но пред се би вас замолила, Валентина, да објасниме што опфаќа оваа методологија. Да, ви благодарам на прашањето. СОС Детско село со своите проектни активности дава поддршка и преку работата на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства, поддршка во процесот на деинституционализација кој во нашата држава почна од 2018 и стратешки се развива и ево план да се заокружи некаде 2027 година. И всушност со сите активности што ги превзимавме, сакавме да дадеме прилог кон зајакнување на згрижувачките семејства во Македонија, регрутирање на нови потенцијални специјализирани згрижувачки семејства, нивна обука и добивање на соодветни професионални специјализирани компетенции во грижата за децата и лицата со попреченост. Во таа насока беше и подготвен еден прирачник за обука на мастер обучувачи, прирачник за згрижувачките семејства и третиот документ е информатор за специјализираното згрижување, кој всушност ќе биде една многу важна книжка за стручните работници кои работат секојдневно во поддршка на згрижувачките семејства и на специјализираните згрижувачки семејства во грижата и обезбедување на соодветна нега на децата и на лицата
детето со попреченост. Овие три документи кои што ги споменавте се уште не се опипливи, наскоро ќе ги прикажете пред јавноста, така? Да, информаторот ќе го промовираме на 6 декември во просториите на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства во СОС Детско село и тој веќе ќе биде достапен до стручните работници не само во нашиот Центар за поддршка на згрижувачки семејства што е на СОС Детско село, туку и на уште два други центри во нашата држава. Тоа е 11 октомври и Домот за доинчиња Битола, кои исто така како и нашиот центар работат во поддршка на згрижувачките семејства во регионите каде што оние имаат својата надлежност. Во продолжение би сакала да ја направиме разликата помеѓу општ згрижувач и специјализиран згрижувач. Која е разликата? Разликата помеѓу општ и специјализиран згрижувач е многу често, јас знам тоа да го кажам, е дека сите деца кои што влегуваат во алтернативна грижа се деца кои што се под ризик и секако дека им е потребен поинаков пристап заради тоа ради искуството кое што го имаат. Општите згрижувачи се згрижувачи кои што водат грижа за деца кои што имаат, ајде да кажам, нормално се развиваат, немаат некои предизвици во својот развој. Додека специјализираните згрижувачи се згрижувачи кои што водат грижа за деца кои што имаат предизвици и кои што на некој начин имаат состојби кои што во поголем случај се и од здравствена причина. Каде што имаме деца кои што се со Даунов синдром, деца со аутизам, деца кои што имаат физички хендикеп, значи деца кои што на некој начин стручно би рекле имаат или се категоризирани. На начин и исто така бројот на децата кои што се згрижени во општите згрижувачки семејства е еден број, додека во грижата децата кои со попреченост се згрижени во кај згрижувачи кои што нели нивниот број е помал, бидејќи самата грижа за тие деца бара поголем ангажман од самите згрижувачи. Секако дека од страна на државата они имаат и дополнителни можности и финансиски, исто така нашиот Центар за поддршка на згрижувачки семејства работи на тоа да се создаваат и услуги, подобри услови и услуги кои што ќе му овозможат на овие деца да бидат прифатени, односно да бидат се повеќе инклузирани во општеството. Кој може да биде специјализиран згрижувач? Кој човек може да стане специјализиран згрижувач? Специјализиран згрижувач може да биде оној згрижувач што ќе ја помина обуката за специјализирано згрижување. Значи, Центарот за поддршка на згрижувачки семејства на СОС Детско село спроведува една воведна обука по Прайд методологијата, која што ги подготвува сите идни згрижувачи за тоа што значи да се згрижи дете во своето семејство, дете без родители или родителска грижа и кои се тие основни компетенции што треба да ги има еден згрижувач кој за нас е професионален и е член на еден поголем професионален тим. За да се биде специјализиран згрижувач, треба да се има напредни компетенции, значи специјализирани кои што ќе одговорат на потребата на детето со попреченост или на лицето со попреченост кој ќе биде сместено во тоа семејство. И што значи треба да се помине задолжително таа обука за специјализирано згрижување, кој што ќе му ги даде тие основни знаења, информации, насоки на идниот специјализиран згрижувач. Понатаму, во текот на неговата работа, во текот на обавување на згрижувачката функција, секако овие згрижувачи добиваат и дополнителни обуки кои се тековни и кои што се напредни и им помагаат на згрижувачите да добијат по специфични, нели, знаења и вештини кои што ќе одговараат на потребите на детето кој што веќе е сместено во нивното семејство. Бидејќи вие сте обучувачи, сакам да ве прашам, еве да звучам народски попластично да објасниме како изгледа таа една обука, колку време трае и што се вклучува таа обука.
Обуката што ја развивме, нели, сега за специјализираното згрижување, а кое што за жал ја немавме во минатото и имавме силна потреба да обезбедиме соодветна обука за овие згрижувачи, согласно програмата и методологијата трае 6 сесии, односно 6 дена од по 8 работни, нели, часа. Така, Тоа е таа воведна обука за специјализирано згрижување. Каде што згрижувачот ги учи општите, Каде што згрижувачот се запознава со повеќе теми кои се предвидени во оваа програма, меѓу другото да се стекне и со знаење за тоа кои се сите предрасуди, стереотипи поврзани со згрижувањето на децата со попреченост, значи да се создаде една погодна основа да понатаму се стекнати специфични знаења за кои се состојбите, карактеристиките на одредени типови на попреченост, како соодветно да одговорат на потребите на децата со соодветната попреченост, кои се институциите и установите во заедницата кои можат да им помогнат на овие згрижувачи да ги побараат соодветните професионални услуги во грижата за децата. каде да се обратат во случај на проблем, така? Да, па не проблем, туку каде да се обратат за да може да дадат и соодветна грижа за овие деца, бидејќи секако во државата постојат специјализирани сервиси кои што им помагаат не само на згрижувачите, туку и на биолошките семејства кои што имаат, нели, деца со попреченост. Дозволете да го поедноставам за гледачите ова, бидејќи целта е на овој разговор да инспирираме и разбудиме кај некого згрижувач, специјален згрижувач. Тоа значи дека доколку некој сака да дојде на обука, ќе ги научи основните однесувања за повеќето лепезата од состојби кај децата со попреченост, но во зависност од тоа кое детенце го згрижува, со каква состојба е, дополнително се дообучува, така? Дали добро разбрав? Согласно законските предвидени критериуми и правилник и стандарди за работа со згрижувачките семејства, секој згрижувач во текот на обавувањето на својата згрижувачка функција задолжително поминува напредни обуки. И тие напредни обуки кои што годишно е потребно секој згрижувач да ги помине во најмалку 10 часа, се главно насочени согласно потребите на згриженото дете во семејството. Споменавте дека веќе има специјални згрижувачи. Колкав е бројот и ете начнавте некоја инспиративна приказна, може малце подлабоко да навлеземе во тоа колку вкупно вакви специјални згрижувачи има и некоја приказна да споделиме. Секако. Во рамките на Центарот за поддршка на згрижувачки семејства СОС Детско село имаме 7 специјализирани згрижувачки семејства кои што водат грижа за деца со попреченост. Една инспиративна приказна е на нашата згрижувачка Вера, која што баш вчера ја сподели на 3 декември на настанот, каде што вели он има своји деца биолошки кои што се веќе возрастни и едноставно нели секој со својата одвоени од незе и зборува со ќерката и вели: Леле, вика, мамо, што да правиме, сега јас ако патувам заминам во странство, кој ќе се грижи за тебе, а до незе седи една девојчица од 14 години, која што е, нели, дете со попреченост и вели: не се секирај, јас ќе се грижам за незе, додека сум јас тука, она не треба да води никаква грижа. Така да, и тоа е оној момент каде што, како што вели самата згрижувачка, сега ќе ја парафразирам, паѓаците граници. Уствари, тоа е оној момент каде што и да се случувало претходно, едноставно начинот на кој што они ја враќаат таа љубов нема цена.
Апсолутно нема цена, длабок наклон до Вера и до останатите 6 згрижувачки семејства. Едно згрижувачко семејство сакав и тоа да го појасниме колку лица, колку дечиња со попреченост може да згрижи. Има ли ограничувања тука некакви? Па да, имаме ограничувања, значи законската регулатива вели дека може да згрижат 2 деца со попреченост во рамките на едно згрижувачко семејство, меѓутоа имаме ситуации каде што имаме 2 деца со попреченост и едно дете кое што нема предизвици во својот развој, па некако и тоа е уствари и самото дете кое што е згрижено едноставно се учат едни од други и се поврзуваат и едноставно живеат заедно. Така да се создава таа инклузија за која што постојано зборуваме. Така, таа инклузија која што возможува и поголема поддршка на децата со попреченост. Кога сме веќе кај законската рамка, споменавте дека постои надоместок од државата. Што значи тоа? Може ли да го појасниме колкав е надоместокот од државата за лицата кои што ќе се одлучат да бидат специјални згрижувачи? Да, сите згрижувачи со сместувањето на дете или лице со попреченост во својот дом добиваат надоместок кој се однесува за децата и за задоволување на тие основни потреби на овие деца. Ако во едно специјализирано згрижувачко семејство имаме едно дете со попреченост, тогаш надоместокот е 21.275 денари. Доколку има 2 деца, тогаш е 18.549 денари. Тоа се во моментов надоместоците, такви какви што се за оваа година, меѓутоа имаме најава дека за следната година можно е да согласно трошоците месечни да и се зголеми овој надоместок. Тоа значи дека ако е 2 помала. Да. И тоа е така и во општото згрижување, надоместокот како се зголемува бројот на деца, се намалува да по дете. Но тоа значи дека еден згрижувач кој што сака да биде згрижувач треба да има покрај да биде и физички и ментално здрав човек, да има и некакви услови за живот. Мислам дека и тоа законски е ограничено, така? Да, си постојат критериуми согласно закон како може да се стане згрижувач и согласно тие критериуми потребно е да згрижувачкото семејство има соодветни материјални и стамбени услови за да може да обезбеди грижа за децата. Покрај тоа треба да е полнолетно лице, да е државјанин на Македонија, да не е кривично осудуван, да не е одземено родителското право, да се работи за психофизички здрава особа. Значи, согласно овие критериуми, идниот потенцијален згрижувач доставува барање во Центарот за социјална работа, местно надлежен, таму каде што живее семејството, и ги доставува тие основни документи. Согласно увидот во оваа документација, надлежните центри ги доставуваат барањата до центрите за поддршка на згрижувачки семејства и ние понатаму продолжуваме со процесот на едукација, проценка, запознавање на идното згрижувачко семејство и кога ќе се заврши целиот тој процес, се доставува проценка извештај до Центарот за социјална работа кој пак дава решение за обавување на згрижувачка функција. Центарот за поддршка на згрижувачки семејства очигледно е подготвен за новиот чекор со оглед на тоа што за скоро ќе го покажете и информаторот кој што е веќе подготвен и со полн ек и елан сте со отворени и широки раце да згрижите нови да обучите нови згрижувачи, сакав да кажам, односно сте подготвени и целта е да вршите регрутација. Ме интересира какви се вашите видувања од оваа гледна точка. Сметате ли дека нашето општество е подготвено и дали очекувате дека ќе има набрзо повици за нови специјални згрижувачи?
Искрено се надеваме. Искрено се надеваме Така. и еве, аде можам да го искористам овој еден апел заради тоа што на вистина се повеќе имаме деца со попреченост за кои што им треба грижа од X причини, меѓутоа и на вистина, она што јас сакам да го кажам е дека тоа се деца кои што знаат да вратат со многу голема љубов и она што секој згрижувач е како што и сите нас кои што работат со деца има потребно големо трпение, желба, љубов и само едно огромно големо срце за да може да станат згрижувачи. Да, јас се надам дека и низ овој разговор ние ќе успееме да допреме повторно, ќе речам, до луѓето кои што не гледаат, со цел да ја разбудиме таа љубов и потреба од згрижување и да помогнеме и како медиум да се јават повеќе згрижувачи на вашата опука. Ви благодариме. Јас би сакала во оваа прилика и да ви се заблагодарам на вашиот медиум што на овој начин ја поддржувате нашата иницијатива, нашите напори да создадеме сите заедно едно по-инклузивно општество за овие лица со попреченост и овозможиме да они имаат еден рамноправен статус и да создадеме можности согласно нивните потреби. Драги дами, благодарам што бевте дел од Слободен печат. Тоа беа Валентина Димовска и Атина Тасовска од СОС Детското село. Ние продолжуваме и понатаму со програмата на Слободен печат. Останете заедно со нас.